Почитувани Евене со нова емисија Легендите на ФК Тиквеш со ново име, ново старо име. Вие кои се уште не знаете за кого се работи, веројатно ќе се изненадите, бидејќи мојот соговорник многу ретко се решава да излезе пред телевизија или да се слика. Едноставно човекот има такви предиспозиции, скромен е по природа, иако многу луѓе кои говореа во оваа емисија го спомнуваат него како позитивна фигура. Сепак по подолго инсистирање успеавме да го добиеме како наш соговорник во серијалот Легендите на ФК Тиквеш господин Ѓоковицев. Ѓоко, добар ден. Драго ми е што се одзва на нашата покана и што ќе споделиш со нас некои спомени од времето кога играше фудбал. По Тиквеш веројатно ти е најдолгиот период кога играше фудбал. Така ли или нешто сумјаваш? Тоа е единствен клуб во кој што почнав и завршив кариерата. Колку години купно имаше стаж во Тиквеш? 10 активни години, затоа што заради болест бев принуден на 26 години да го напуштам фудбалот. Ѓоко, многумина те спомнуваат како многу експлозивен играч на таа една страна која ти ја држеше и постојано велат дека Ѓоко е тој што можеше да се спромне и да дојде да набаци топка или да пусне фудбал. Дали се чувствуваш од оваа дистанца сега како добар фудбалер? Па добро, за тоа време да. За тој период бев така еден од играчите за врски. Така, добро. Имаме така еден постар систем на играње маđarски, така наречен 4-2-4, кој што еден од носителите или градбата на играта ми беше мене. Сите акции, да речеме, преку мене одеа. 10 години играше фудбал. Кажи ми што во тие 10 години како знаење, како игра, како искуство можеш да го споделиш сега со нас? Која е таа генерација или дали си некоја меѓугенерација на фудбалери кои играат тоа време? Кои години се тоа? Тоа се пред пола век, дамнешна 65-та, 66-та година. Тоа ми е почетокот. Бев ја прва година гимназијалец кога станав првотимец на Тиквеш со посебни лекарски уверенија и така натаму. Многу млад сте играли. Млад почнав, тоа е србец човекот стицаем околности. Некој замина од повозрастните во ЈНА, така да првата утакмица ја памтам, почнав со ја одиграв цела со една бугарска екипа од Карлово. Беа гости тука. И така и почна мојата кариера, практично од тоа беше и почеткот, мислам. Како дојде до вас? Па имаме селекција на пионери во тоа време, пионерска екипа, направи Трифунов, сега во Белград, по школите, така едно 50-60 деца, селекција направи, почнавме да тренираме. Меѓутоа, со оглед на тоа што он беше белградски студент, мораше да замине. Таа траеше едно пола година сам таа школа. Како се растури таа школата, неколку не земаа во младинската екипа. Кај што прв тренер ми беше Блажо Малинков, истовремено беше играч. Он беше лева полутка, мојот почеток беше на лево крило. Така почна мојата кариера. Ми беше чест и задоволство да играм со таа генерација, мислам. Некој име да ни кажете од тоа време? Па, Камчев, Каров, Петрунчев, Хаджи Василев, да не пропуштам некој, Анџушев, Перо, брат Мористо беше голман, еден така краток период, доживеа една повреда, тешка, напушти фудбалот. Сега, 67 година се направи една
добра екипа. У тоа време веќе беме на врвот во Македонска лига. Македонска лига не беше за подценување, беше добра. Имаве добри резултати. Тогаш дојде како принови дојдова Кири Николовски како голман. Остана таа целата постава, што ви ја спомнав, Гиго Тотов, да не пропуштам некои, да не ми замерат, Вана Гунев, Бог да го прости, тој си почина скоро време. И некаде на 68 година беме втори во Македонска лига. Јас завршив со школото. Требаше веќе испитницата да земам и да одам во Скопски работнички. Да. Имав понуда. Беа они тогаш друголигаши. Меѓутоа тоги 68-69, мислам такмичарска година, се направија 4 лиги во Југославија бивша. 4 втори лиги. Претходно беа 2, сега 4. Беме ова источната група, легоме како втори. Добро. Во кој што од македонските лигаши беа останаа победа, ние влеваме по некој автоматизам. Така. Брегалница, победа, работнички, исписницата вратив назад. Да, и се останав утикаш. Почнаве втора лига. Првата сезона беме хит, 10 кола, не беме поразени. Да, во втора лига. Во вториот дел ни беа потребни некои појачања. Па замисли да играеш, тоа беше леглото на фудбалски идни звезди, да речеме од една Слобода, Тито Бужице, Бора Чачак, Слуга Краљево. Потаму практично се напојаваа големите клубови, како од Звезда, Партизан, Овка, Белград и така натаму. Беше силна лига, али добро се држеме првата полусезона. После дојдоа како појачање Алексич дојде од Војводина и од Црвена Звезда. Дончо Сеизов, едно извонредно лево крило. И останаме таа такмичарска сезона 68-69, останаме во втора лига. Наредната година се намали фондот на играчи, како да кажам, оние кои што беа квалитетни и практично испаднаме од втора лига. Се вратиме па во Македонска лига и така продолжиме со игрите. И сега, знаеш како, се менјава генерации. У тоа време оние кои што беа 52-53 годиште, многу добри играчи извади и припрема Блажа Малинков. Како Благој Бошковски, брат ми, овој Ангел Левов, другиот Бошковски, Бранко, Пане Недев, да не пропуштам некој да не ви замерат, али да. Тогаш Грашо стана еден од најдобрите голмани у лигата. Практично не само у лигата, него го ставам еден од подобрите голмани. Барем за тој период јас, оти имаме прилика, како што ви реков, и со Анџушев малку, Дронов имаше, нема да ми замерите многу, оти многу време е поминато. Не разбирам. Дај малку да се вратиме, една дигресија да направам.
какви беа тие утакмици во врска со присуство на теренот, на публиката, колков интерес имаше за да се гледа фудбал тоа време. Јас се сеќавам и ќе сакам да го кажете вие тоа. Па види, во просек некаде измеѓу 3 и 4.000 луѓе беа присутни на трибините. Имаше интерес да се гледа фудбалот. Без разлика на кое ниво се играше, дали на Македонска лига или втора лига. Не знам, за разлика од денеска. Сега се празни трибините. Празни се трибините. Тогаш беа полни и едната и другата. Тоа е најверојатно ја не знам, не можам да ги разберам. Без АБЦ да нема фудбал, треба да се почне од најмалата возраст, па да формираш играч од условно правам мавето од 50 или 100 деца. Знаете ли да извадите 10 квалитетни, кои ќе ви служат наредните 10 до 15 години? Така. Кажете ми, кога заврши тој преводен период од втора лига во Македонска лига, што направи раководството на Тиквиш, како повторно се крена фудбалот до Кавадарци? Тој период знам дека вие бевте активни се уште. Бев. Практично се направи реконструкција на екипата. Добро. Тоа што беше од страна си замина, тогаш скакнаа овие генерации, оваа генерација што ги спомнаме на да не се повторувам. Бошковски, Недев и така натаму, Настов, ќе пропуштам Глигоров и така натаму. Па Джанго е тука и така. Джанго беше еден од добрите фудбалери. Еден од подобрите, така. Подобрите фудбалери. Штета, он доживеа една повреда, али млад си почна. Штета за Джанго е еден од подобрите, го спомнуваат многу луѓе во овие емисии, поведете. Види, ја не знам како да ви кажам. Јас кога почнав беше чиста аматерска работа. Немаше плаќање по утакмица или не. Ше минимални некои износи, колку да се рече дека нешто се зима. Се измени работите веќе кога станаме друголигаши, тогаш си подпишува и договори и така натаки, во кој што беме презадоволни од примање. Јас кад се сетам, јас студент во Скопје, не се споредува тоа времето. Иако не беа тоа големи износи на пари, вие сте биле задоволни, така? Презадоволни, за да можеме нормално да си ги плачеме обврските, као студенти и така натака. Просто не може да се направи споредба. И после? После враќањето во втора лига, нормално се менјат и условите на работа, али се успеа таа, како да кажам, екипа да се одрже во Македонска лига. Оти имаше евалуација, едни одат војска, се менја постави. Тренер, да не забравам да го спомнам, Начо Тотовски. Он дојде од Победа 65 година. Знаеш како е вака разговорот, таков тече, многу време е поминато, али не смеам да заборавам, тоа беше извореден човек, добар човек, вреден човек. Нема што да кажам за него. Со него добро поминаме. До кога Ѓоко играше фудбал? 70 крајот на 74-та година. Многу рано, заради болест, веројатно рековте да е имав чирна 12 палачно црево, добив стеноза и мораше да И кажете рекоа веќе да не играте фудбал? Да. Иначе кој би на 25, на 26 години би напуштил. Добри 10 години би играли. Да. Али би биле фудбалски стручњак со оглед на тоа што? Не, види, веќе кога завршив со кариерата, веќе јас се дистанцирав.
Мене ми беше нудено и судија да видам и такви. И тренерско да го земете корми. И у тренерски, да, па да полагам па лиценца едно друго, не, то ни раскрстив со фудбалот. Бе после како директор на Балкан, беме у непосреден контакт со раководството, околу тие учоци, вечери и така натаму. Нешто помагаме у рамките на можности како фирма. На што би се сетиле сега на тие златни ваши дени во фудбалот? Што е тоа што го паметите? Види, тоа беше нас не поистоветува у тоа време, во старо време, вика дали е во пеачка екипа или е фудбалска екипа. Сакам да кажам, имаше атмосфера беше многу интересно да си у тие состав. Мислам дека убави моменти. Ја не знам се. Не би издвоили нешто посебно. Не би издвоил нешто посебно, али радо се сеќавате на било што да се сеќавам на многу моменти. Има многу моменти кои се многу интересни, али сега не можам да издвоам некоја посебна. Беа многу интересни. Има ли некоја средба во која сте постигнале гол кој го паметите или по ваша заслуга е даден гол, на пример, на важна утакмица? Па види, има беа некое признание, ја многу ретко давав некој гол, али имам признание од моите колеги во тоа време се играчи. Во една прилика Ано го задеват, Кимов беше голгетерот за редом. Даде. Тогаш даваа за најдобриот стрелец Саад, Лонжи, не знам која марка. Го задеват, му вика, дај му го барем ремчето на џокот, затоа што ако не беше, он немаше да станеш голгетер. Добро, бе некои Ви сте били Модрич, Денешен Модрич во тоа време. Сте пратили цела ситуација и екипата сега многу е нескромно. Играта се базираше чисто на мене, барем на тие дел. Тоа ви го признаваат и сегашните наши соговорници. Ја знам дека ви сте скромен по природа, меѓутоа ако диригентот знае каде да ја пусне топката или да го запосли некој, си ги познаваш другарите. Види, најоптеретен играч си во таква концепција на игра. Така. Тоа бара, јако сум бил по природа мал, низок човек, не сум висок, али имав некоја природна, они така ви кажа, некоја природна кондиција, што ја знам. 90 минути да работиш, знаеш, напред, назад и така натки, да градиш игра. Доста од овие голгетерите наши зависеа од мене. Нескромно е во, али... Нема, тоа е така, тоа е вистина. И сега од оваа позиција, од оваа дистанца се интересирате ли за тиквеш некош? Не. Што се случува за тиквеш? Не. Кој е управата, кој си нормално водиме некои разговори така, меѓутоа сум далеко од сите таму збиднувања што се дешават. Али овие резултати, ова паѓање на еден ваков клуб, право да ти кажам, не можам да го разберам. Не е градот без некој потенцијал. Верувам дека не е. Е сега до кого е работа? Можда ајде. Али се мислам дека е, ти викам, у пристапот на работа со децата, со фудбалерите и така натаму.
фудбалот е повторно популарна игра во светот и кај нас. Без разлика на овој слаби фудбалски години кои ги имаме во Кавадаци, многу се игра фудбал. Ако не се оди на терените, тогаш се следат аналитички надпреварите во кладилниците кои сега ги имаме многу, меѓутоа се го следевме светското првенство. Фудбалот е повторно популарна игра и во овие години по 50 на година од кога помина, кога вие се занимавате со фудбал. Кажете ми, Џоко, дали сега го следите фудбалот од таа дистанца? Да, добро. Ова што е имаме можност, нели, преку медиумите да пратам Лига на шампиони, првенствата на Англија, Шпанија, се што е на телевизија присутно, мислам. Како гледате на игрите? Па има голема разлика. Има, знаеш како, ќе седниме со некој и правиме некоја анализа за некој утакмица, за светско првенство и така. Има печаток дека овој тоталниот фудбал практично му зеде убавината на фудбалот. Ова што е, знаеш, земи една Франција победи, го освои првенството, меѓутоа не остави некој печаток. Во играта. За разлика, се уште бразилците гаат некој фудбал кој што е за око убав и така натаму. Ова е се прорачунато и нели гледате по еден гол, по два гола, немаш спонтаност во... Да. Луѓето ипак сакат да гледат и добра игра и некој гол да падне и така натаму. Ова е калкулантски фудбал. И мислам дека имаше една сосем на место е Захариевски, има едно од Вардар фудбалерче, беше гостин на вие емисиите, кој кажа дека УЕФА практично начинот на кој што финансира и гае во иднина како фудбал се играе, дека е УЕФА е дека главниот кривец. Тоа е негово мислење, а отприлика и така ќе му дојде тука некаде. Почнаа италијанците, нели, со Катаначо и така натки. Германците почнаа со овој фудбал, како терминолошки го викаа, не ми текнуе сега. Не е важно, тотален фудбал. Да се игра нон-стоп и да се даде на снага е, повишена снага. Кондиција. Да. Сега се мери колку километри изтрчал фудбалерот, 10 километри, тоа е многу, или 12 километри. Па сега имаат можност, нели, со оваа техника и тоа го прават. И после анализите кои ги прават делот на тие, многу јасно испаѓа кој колку удел има у таа целта работа. И машинерија, не знам. Дали тоа ќе ја уништува фудбалската игра? Да. Убавината на парадата, на пасот, на... Во секој случај, да. Ја уништува, нели? Да, во секој случај. Исто како што стануваме робови на компјутери и телефони, така полека и во сите сфери. Види, можда, земи, ајде се вратам назад, Црвена звезда од времето на Џаич. Добро. Има класичен центарфор со два везни играчи, две крила и така натки. Али напад си е напад, формиран напад. Тука е сосем случајно че се најдат 1, 2, 3 играча или у притисок како се направи огромен, може да ги најдеш и 7-8. После сите назад. Дарко Панчев зашто откаже од Интер. Затоа што тренерот му вика че се вратиш у твојот 16-тник. И што го ти очекуваш после да ви... Те сваќам. Ме разбираш? Да. Ако си тоа да бидиш тоа до крај. Да. Така да е дел од вие нашите лигаши FDI прават некои импровизации, меѓутоа нема земе македонската репрезентација, иако од страна повеќе си играчите, меѓутоа немаме лига ние. Слаба ти е лигата, нормално слаб ти е и квалитетот. Дали професионализацијата го уништи фудбалот, мислам парите? Според тебе? Сега фудбал се игра за пари.
Па се, За многу Таа е пари. Пари и за многу пари. релативна работа е. У секој случај парата е нели гледате какви бизниси се прават со играчите. Заработки има големи, поготово овие Големите клубови, да. големите клубови, Шпанска лига, Италијанска, Англија и така натака. Ти благодарам многу што ми беше гостин во оваа емисија. Посакувам уште подолго време да го следиш фудбалот, бидејќи штета што твоите анализи не одат кон некои сега активни фудбалски клубови, бидејќи ти беше етаблирано име во фудбалот во Кавадарци и добро е што во споменот на сите си останал со позитивна промисла, што е за мене квалитетно. Сек случај немам друга причина да нешто друго кажам, сем тоа што го чуте. Поминаве еден убав период од младоста. Добро. Останаве пријатели и другари со генерацијски, ако некои на жалост прерано се заминаа. Некои од твоите не се одаде на фудбалот, од твоите деца, керка и така. Мали се, не од втуци? синот, немаше такви афинитети. Иначе ние сме по таткова линија. Таткова ли не, да. Татко ви лично го познавам. Оној бивш фудбалер на Тиквеш, на Брегалница Штипска и така. Добро играше фудбал заедно. Да. Има таа книгата што е. Ти посакувам долг и среќен живот, убави моменти со твоите внуци, со твојата фамилија и долго време да се сеќаваш на овие убави моменти од твоето младо време, кога фудбалот беше навистина фудбал. Благодарам на емисијата што по овој повод ја направите. Чест ми беше да ја бидам гост. Благодарам, почитувани беше тоа Џоко Ицев, скромниот секогаш карактерниот наш сограѓанин фудбалер кој го играше фудбал затоа што го сакаше со големо срце. Многу пријатели негови кажаа убави зборови за него и нема причина и ние да не кажеме дека направивме добра снимка со него. Монтажата на крајот и емитувањето на емисијата и вашиот интерес ќе го потврдат тоа.